Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Со владината стратешка рамка, акција 21, продолжуваат инвестициите во енергетиката со што државата останува лидер во регионот. Во 2021 година очекуваме реализација на проект со кој термоелектраната Осломи ќе се замени со фотонапонска електрана. На местото на стариот рудник во рек Осломи се градат капацитети за 10 мегавати, а ќе се изградат уште две фотонапонски електрани од по 50 мегавати. Проценетата инвестиција е околу 60 милиони евра. АД ТЕЦ Неготино распиша оглас за изработка на физибилити студија и во првата половина од 2021 ќе се оцени дали ќе се гради нова гасна електрана на истата локација по моделот на јавно-приватно партнерство или АД ТЕЦ Неготино ќе се продава. Можната инвестиција е од 200 до 500 милиони евра за нови 100 мегавати зелена енергија. Дополнително, обезбедени се грант средства за физибилити студии за 3 ново фотонапонски електрани со вкупен капацитет од 160 мегавати во рек Битола. Почитувани, во изминатата година успешно беа спроведени првите транспарентни постапки за доделување на премиум тарифи за изградба на фотонапонски електрани во вкупен инсталиран капацитет од 62,5 мегавати, од кои веќе неколку се пуштени во употреба. Во првиот квартал од 2021 ќе биде објавен нов тендер за дополнителни 60 мегавати фотонапонски електрани по истиот принцип, а инвестицијата е над 35 милиони евра. Во текот на 2021 ќе започне изградбата на втората фаза од ветерниот парк Богданци 2, со кој што ќе се зголеми инсталираната моќност на постојниот ветерен парк. Проценетата инвестиција е 21 милиони евра. Започнува реализација и на нови ветерни паркови и во Свети Николе, Демиркапија и во Дебарца. Почитувани граѓани, после 11 години обиди на претходната власт, кои пропаѓа уште во фазата на распишување на тендерите за Чебрен, на јавниот повик за пројавување интерес пристигнаа повеќе понуди, од кои 10 се од джиновски компании од Европа и Кина. Продолжува следната фаза за проектот вреден меѓу 600 и 800 милиони евра и тоа сам по себе ја покажува сериозноста на мерата за успех дека е голема. Во рамките на новата македонска енергетика, клучно место зазема и гасификацијата. Во 2021 официјално започнува изградбата на гасоводот помеѓу Северна Македонија и Грција, со кој ќе се обезбедат дополнителни количества на природен газ. Инвестицијата само за интерконекторот со Грција е проценета на 50 милиони евра, од кои 10 милиони се грант од инвестицијската рамка за Западен Балкан. Во фаза на проектирање е гасоводна врска со Косово и со овие два проекти Северна Македонија ќе биде транзитна држава со природен газ. Продолжува изградбата на магистралните гасоводи низ целата држава. 2021 ќе биде годината кога ќе започне изградба на секундарната гасоводна мрежа во 10 македонски градови, со што цевките за газ ќе стигнат до домаќинствата. Аргументите кои докажува дека Северна Македонија е лидер во регионот во енергетиката се силни. Реализацијата на акцијата 21 е мотив да работиме европски вредности и стандарди, да ги имплементираме во секојдневниот живот на нашите граѓани. Благодарам.